Јавното предпријатие Чистота и зеленило продолжува со поставување на полуподземни контейнери на дополнителни 10 локации кои што спаѓаат во така наречени критични точки во градот. Една од нив е и улицата Гоце Делчев. Чистота интензивно продолжува со поставување на полуподземни контейнери. Сега имаме добиено 10 нови локации. Сите тие локации се на сериозни критични точки. Сега сме моментално на Гоце Делчев и таму на 3 локации ќе поставуваме полуподземни контейнери. Сега да онаму каде што и достапноста на нашите возила е мала со оглед на гужвите и онаму каде што сметот најмногу се расфрла, се покажа праксата покажа дека самите полуподземни контейнери, освен што имаат многу поголема зафатнина од обичните, 5 пати поголема, дека и самиот смет кој што се става во нив, дека не се расфрлува околу. Сметаме дека граѓаните тоа ќе го почитуваат. Апелираме до нив да го чуваат тој имот и да не го уништуваат. Тоа е јавно добро затоа што станува збор за доста скапа инвестиција, а ја па Чистота и зеленило ќе ги искористи сите своји можности и ресурси во тој дел заедно со општина Куманово да поставиме на што повеќе локации како би можеле помалку смет во градот.